Какво кафе најчесто пие Викторија и во чие друштво најчесто го пиеш кафе? Најчесто турско и сама. Најубавото друштво за кафе ми од секогаш мајка ми и муабетите со неа на мојата тераса овде во Скопје, меѓутоа и во моето родно градско. Меѓутоа убавите кафења ми се секогаш со најдрагите луѓе, па така секое убаво кафе ми е со убав муабет, во убаво друштво и без разлика дали е тоа макијато, еспресо или било какво. Колку девојчето Викторија од 18 години, кое што честопати го потенцираш во некој од објавите на своите социјални мрежи, е задоволна од оваа Викторија денес? Нескромно ќе кажам дека навистина сум задоволна со сево на кое што сум си го замислила и сум си го остварила од деновите на тинејџерството, од детството па се до ден денес. Девојчето од 18 години си ја оствари својата работа од со ништата, си се пронајде навистина во она кое што го работи и задоволна е. Ќе видиме што ќе донесе времето, меѓутоа јас сум спремна за нови предизвици, за нови нешта секогаш. Многу работиш, многу си ангажирана во медиумите, можеме да те видиме веќе нели подолго време, чинам околу 7 години. На многу настани си како модератор, а исто така си инфлуенсер кој што секојдневно нели на консументите на социјалните мрежи некако како да ги информираш што се прави Викторија во текот на денот. Па каде ти најмногу се пронаоѓаш? Знаете како, за инфлуенсерството нешто подоцна во одговорот, меѓутоа за професијата, да, мислам дека денес имам некако најмногу обврски, меѓутоа денес од гледна точка сум па и најмногу исполнета со работата и со сето она кое што го правам. Медиумите, ете, знаете, и вие со долгогодишно искуство си носат своја одговорност, подготовка за гостите, па кога си веќе автор и водител на сопствен проект и сопствена емисија, тоа се носи уште повеќе обврски, меѓутоа на крајот од денот јас велам да одиш со радост на работа и нозете да не ти се враќаат назад. За инфлуенсерството имам говорено во повеќе наврати, не е тоа моја примарна професија и работа, а сето она кое што јас го правам на социјалните медиуми е всушност она кое што јас сум, ненаметливо, туку да го прикажам, ете, моето секојдневие, сето она во кое што јас верувам, па тука се и моите соработки, меѓутоа верувам дека инфлуенсерството е за оние кои што ете име примарна професија и кои што успешно се пласираат кај нас ете на таквиот пазар. За сега медиумите се мојата прва љубов. Од каде желбата да бидеш новинар и водител? Дали можеби од мали ноз за нешто си посакувала или можеби подоцна ти се јавила желбата? Да, јас сум магистар по деловно право на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Меѓутоа од секогаш љубовта кон пишаниот збор, љубовта кон публиката од другата страна, од најрана возраст сум застанувала пред микрофонот, ми ја давале довербата да бидам водител и модераторите, како што е и денес познат терминот, на сите оние манифестации, настани во училиштата. И јас верував и посакував еден ден да работам, дали на телевизија, дали се уште ги водам и таквите настани кои што ми даваат доверба да ги модерирам, меѓутоа верував дека ќе го работам тоа. Дали тоа ќе биде хоби, дали ќе биде тоа професија, меѓутоа еве денес излезе тоа да ми е професија, меѓутоа не случајно со правниот факултет. Правниот факултет верувам дека ќе ми се исплати, така ќе кажам, еден ден професијата си останува, дипломата си останува, меѓутоа меракот додека не ми помине ќе биде ова што е денес. И сега колку е тешко да се биде инфлуенсер? Повторно со инфлуенсерството, мислам дека за ова прашање ќе треба да дадат одговор оние кои што навистина го работат ова како примерна професија. Јас би можела да кажам дека не тешко, туку одговорно. Треба да имаме, еве ние конкретно јавните личности, малку повеќе одговорност за сето она кое што го пласираме на социјалните платформи, на социјалните мрежи, со оглед на тоа дека навистина не следат и голем број на луѓе, не препознаваат и веруваат можеби во сето она кое што ќе го пласираме, па така не би одговорила дека е тешко, туку дека е одговорно. Ти доаѓа некогаш да направиш пауза 2-3 дена да те нема? Ми доаѓа да направам пауза повеќе од 2-3 дена.
Меѓутоа, од друга страна, имам некое чувство кое што верувам и дека е малку погрешно, дека луѓето чекаат да објавиш, да постираш нешто ново од тебе, да кажеш, не знам, ми се случило да ме снема на подолго време, па жива ли си или така, меѓутоа, верувам и дека за секој си треба детокс и одмор и да си се одмори и да си ги наполни батериите надвор од целиот тој виртуелен свет таму. Сега кога си подложен на јавноста и нели буквално целиот твој живот и секојдневија некако се нели јавни, има и доста хейтери. Како се справуваш со хейтерите и колку те допираат негативните коментари? Никогаш нема да го запоравам, еден совет, јас така ќе го наречам, на еден мој повозрасен колега кога почнав да работам во телевизија и нели тогаш кога си млад и кога почнуваш со нешто, обично тогаш луѓето се најмногу желни да те видат, да те искоментираат и како изгледаш првично, а потоа како делуваш и како звучиш. И колегата ми кажа, ако не си спремна за негатива и негативни коментари, да си одиш дома и да си седиш таму. И тоа некако си го сватив здраво за готово и си реков дека ќе има и такви кои што ќе гледаат негативно на она кое што го правиш и ќе има и такви кои што ќе ти бидат поддршка и верувам дека за една работа потребни се и такви коментари, меѓутоа јас сум повеќе за оние конструктивните критики. Ако имаш што да кажеш, нека биде барем тоа конструктивно и во насока да се подобриш самиот себе. Оние баш негативните не ги читам и ги игнорирам. Мајка ми знае да ги прочита па да ми ги препрати, меѓутоа јас денес сум и изграден човек кој што има самодоверба и некако не му влијае сето тоа толку лошо. Бидејќи еве сега говориме за инфлуенсерството. Кој на пример вака инфлуенсер ти би го издвоила, може да и однадвор што ете така ти оставил добар впечаток во она што го работи како инфлуенсер во контекст на тоа дека треба навистина да се внимава, нели, што и одговорност дека е голема. Знаете како, кај нас изборот инфлуенсер некако скептично се доживува и се сваќа, па за инфлуенсери обично знаеме и да ги перцепираме сите оние лица кои што немаат професија, сакаат само на социјалните мрежи, дали да профитираат, дали да понудат нешто. За мене најголеми инфлуенсери се оние кои што се успешни во својата професија и кои што имаат што да понудат од нивното искуство и од она кое што досега животот ги научил и некако им верувам на луѓето со професија, им верувам на оние кои што веќе го пробале нештото на своја кожа, а веднаш потоа сакаат и да го пренесат ненаметливо секако на својата публика. Некој име ќе спомнеш? Во моментов и не ми текнува, некако си ги следам повеќе инфлуенсерите за патување, обожавам патување, некако ме смирува целиот тој патувачки авантуризам. Верувам дека има, кај нас има навистина квалитетни луѓе, јавни личности, инфлуенсери како такви кои што си ја работат својата работа и кога сме веќе кај инфлуенсерството, сметам дека мене она кое што ме фрустрира и кое што не ми е убаво е тоа дека не може еден човек да рекламира и да промовира се што ќе му се понуди. Еве конкретно мене ми било нудено да рекламирам брзи кредити, казина. Сметам дека ако веќе си инфлуенсер или сакаш да понудиш нешто на твојата публика, онаа која што ти верува, треба таа слика да си ја задржиш за себе и тоа да оди некако со тебе. Не можам јас да рекламирам, не знам, електронски цигари, а јас сум непушач, или да рекламирам казина и брзи кредити кога јас не верувам во тоа и за мене тоа е лошо навистина. Кој ти е омилен пејач од нашата естрада? Омилен пејач од нашата естрада, не миновно е тука да го спомнам нашиот никогаш не прежален Тоше Проески, кој што за кој што се надевам дека ќе го слушаме се повеќе на медиумите, на радијата и за кој што никогаш нема да го заборавиме. Ние имаме многу квалитетни музички имења на нашата естрада. Каролина Гочева секако, неповторливата Калиопи, ти би ги слушала секогаш. Сега, бидејќи многу се фотографираш и често пати тоа го правиш на различни места низ нашава земја, знам дека многу посетуваш различни дестинации, кое вака место ти оставило најдобар впечаток за фотографија и каде што си направила можеби некоја убава фотографија или местото ти е омилено за фотографирање? Омилени места и места за фотографирање, обожавам да се фотографирам секаде. Некако фотографиите ми се
спомен за сите доживувања од тоа место. Некако одморот летен во Црна Гора ми е некако така најубав за да се изнасликам таму и сите тие доживувања таму. Не би можела да одвојам посебно место, секој место со себе си носи своји спомени, па така и фотографиите. Баш денес на работа прокоментиравме од кога не сме извадиле фотографии од апарат или не сме се извадиле фотографии од телефонот, се некако ни стана виртуелно. Па така, верувам дека во иднина и ќе си извадам фотографии кои што ќе останат како такви физички, а не само во телефонот кои што зафаќаат меморија. Обожавам да фотографирам, ама обожавам и самата да си се фотографирам. А некое место така кое би го препорачала за некој да се фотографира, кое што навистина од кај нас не мора да е во Црна Гора, што ти оставило најубав впечаток? Конкретно во главниот град, не знам, многу ми е убава Матка и целиот тој предел таму, Козјак, Водно и сите оние познати скопски местенца, локации. Градскиот парк ми е прекрасен во секое годишно време, од таму мислам ми се најубавите фотографии. Природа, паркот кај мене во автокоманда Газибаба исто така. Има Скопје што да понуди. Си добила ли некогаш непристојна понуда и за каква понуда станува збор? Непристојна понуда, верувам дека секој од нас добил, верувам дека жените тоа го добиле и можеби 3 пати повеќе отколку спротивниот пол и дека сите добиваме на дневна основа понуди. Не знам, последната можеби беше ти ќе се омржиш за мене, знам, од човек кој што него не познавам. Меѓутоа беше, смешно. Јас па читам се таква сум, ги читам сите пораки добиени во инбокс и некогаш се релаксирам со истите. Ти пишуваат ли многу во инбокс? Успеваш ли на сите да им одговориш или ги селектираш? Да, како што кажав, читам се, не ми останала порака непрочитана, меѓутоа секако на социјалните мрежи не ги користам за да се допишуваме сега по цели денови за глупости, туку ги користам исклучиво за оние кои што имаат што да прашаат, или во склоп на јавниот интерес, јавната професија, нешто ако можам да помогнам, хуманитарна акција, нешто да споделам и такво слично. Ги користам за комуникација со моите најблиски луѓе и тоа е тоа. Знам да вратам на убав збор, на убав комплимент, ценам и ми значи таквиот збор, меѓутоа сите оние можеби такви скокотливи, провокативни пишуванки не ги регистрирам, навистина. Која била последната порака денес која што си ја добила? Еве на Инстаграм. На Инстаграм во колку ќе ти завршат сите снимања денес. Нема да прашувам од кого, ама ќе те прашам нешто што навистина последниве години се трудиш да го постигнеш, максимално си посветена на вежбањето, некако ти е тоа утрински ритуал, вежбаш па потоа обврските. Имаше малку повеќе килограми, успеа сега веќе некако да добиеш убава линија. И кажи ми како тоа го комбинираш со исхраната, внимаваш малку повеќе да ни откриеш околу тоа и каде ти е побаво, бидејќи гледаме дека и често го посетуваш водно, па каде ти е подобро да вежбаш во теретана или да пешачиш на водно? Некако убаво ме потсетивте дека навистина треба и да се вратам на вежбањето. Некако во лето сите сме малку полетаргични, помрзеливи, меѓутоа да, веќе повеќе од 2 години активно вежбам во фит теретаната во Скопската населба автокоманда и веќе се ја поздравам овде и мојата инструкторка Марина, која што верувам дека менува животи, мојот го смени на подобро секако. Да, верувам дека секој од нас треба да има физичка активност, пешачењето исто менува животи, па во склоп и теретана и пешачење некако си го даваат својот резултат. Не сум доследна до исхраната, до здравата исхрана, гледам да не јадам толку глупости, за да не ми биде за џабе вежбањето, меѓутоа знам да си каснам и чоколадце навечер, знам да си каснам и некој бургер, ама ќе биде и тоа. Дали Викторија е влюбена? Некако приватниот живот во однос на љубовта, некако како да го криеш цело време, некако мистериозно си. Сега да ни откриеш нас, Сагломор, дали навистина си влюбена или? Ајде, овие ќе си ги поделам како 2 прашања. Прво, дали е влюбена? Викторија секогаш влюбена и така си го размислував тоа и деновиве, дека јас навистина сум човек кој што е секогаш влюбен во малите ситни навидум беззначајни нешта кои што животот ми ги даде, ми ги носи. Како што кажав и на самиот почеток на ова интервју, влюбена сум во мојата тераса, во мирот и тишината кој што ми ги
дава тоа местенце таму да испиеме едно кафе таму во сопствен мир и тишина. Влюбена сум во моите омилени луѓе, во моите омилени места, во сите ситници кои што ми го прават денот неверојатен. Може да се влюбам буквално во некој комплимент и коментар кој што ќе ме стигне, во некоја порака која што ќе ми каже дека на некого сум важна. А второто прашање, некако од секогаш, дури од оние детски денови, тоа си го сметав за лично како за себе и сметав дека можеби интимата е нешто кое што ќе си го задржам за себе, па така низ текот на годините никогаш не објавив партнер, никогаш не објавив некоја таква скокотлива фотографија. Можеби летово се случи тоа, но повторно беше така малку зацкриено. Не би сакала да откривам, ако има нешто сериозно, ветувам дека гламур ќе биде првото место каде што ќе го споделам тоа. Сега да те прашам, кои особини на партнерот тебе најмногу те привлекуваат за да бидеш со една личност? Што е најбитното да поседува еден партнер твој, дали го имаш или го немаш или ќе го имаш во иднина, за да ти бидеш со него и понатаму и да го покажеш, што се вели, гордо? Да може да ме истрпи, се шегувам. Најважно кај партнерот ми е да знаеме дека сме безрезервно тука еден за друг, да знаеме, да знае со кого е, односно да се носи со сето она кое што ние јавните личности сме. Несомнено, повторно ќе кажам, публиката, одговорноста, професијата и сета одговорност и луѓе кои што се ги носи самата професија не прават малку да се издвојуваме од сите други професии, па така и партнерот мора да ти ја разбере професијата, мора да ти ги разбере и социјалните мрежи, и сета она личност која што се всушност ти градена низ годините. Па така ќе кажам, разбирањето и поддршката во работата и во сите други работи некако ми се најважни кај партнерот. А дали имаш многу додворувачи на социјалните мрежи? Што како што кажа и претходно, некој ти понудил брак? Се случува на дневна основа многу да ти пишуваат како додворувачи? Ако ги класифицираме така, сите оние луѓе кои што можеби таму имаат поголема храброст да се додворуваат, нека бидат тоа додворувачи, меѓутоа јас сметам дека еден додворувач е оној кој што има вистинска храброст да ти приде во живо, да се запознаете во живо, а не се гледате цела вечер, не знам, во дискотека, а следниот ден ќе ти напише порака или реферат на Инстаграм или друга социјална мрежа. Тоа не го почитувам. Јас сум старомоден тип некако кога станува збор за додворување, за флиртување и љубов, па така сакам во живо да се случуваат работите. Дали си љубоморна и дали, например, ако имаш љубоморен партнер, тоа ќе те пречи, а дали исто и ти си љубоморна кога имаш партнер? Ке се сложите со мене дека мала и сладка љубомора е потребна. Мислам сега да не ни е сеедно или да не сме рамнодушни во она кое што го представува и го прави партнерот, меѓутоа кога говориме за онаа болна љубомора, посесивност и контрола, тоа воопшто не ми се допаѓа. Сепак во партнерот гледам првично пријател и човек кој што е приказна за себе, секој од нас е приказна за себе, и другар, а не човек кој што ке не знам, ќе си го проверуваме телефонот пред спиење или ќе си нема да си веруваме еден на друг и постојано ќе се сомневаме, тогаш подобро да не бидеме заедно. А ти љубоморна си кога сакаш? Јас сум малку љубоморна, меѓутоа не во тие крајности. Љубоморна сум онолку колку што сакам да биде и другиот од другата страна, ништо претерано и ништо надвор од границите секако. Дали би простила неверство? Не би простила неверство. Искрено и конечно не би простила неверство. Знаете како некои ќе речат по такви околности, по вакви околности, па имаше причина. Нема причина за неверство. Доколку сакаш да излезеш или да бидеш со друга личност, тоа се кажува, се разделуваме тука со среќа и толку. Или кога веќе би простила, нема никогаш да биде исто и би се мачеле и двајцата и секогаш би му го ваделе на нос тоа и тоа нема да оди, така да не е мојот одговор. Често пати можам да слушнам изјави нели од женскиот пол дека кога жената изневерува, тука мажот е виновен. Што мислиш ти за тоа?
Јас го слушам тоа и некако мене ми се чудни таквите изјави. Не знам како да ги искоментирам затоа што сум човек кој што е лојален и можеби поради тоа и очекувам и лојалност од другата страна и не знам како тоа партнерот да биде виновен ако ти го изневеруваш. Да, верувам дека секој треба да работи на себе и да не биде тоа ете не знам си најдов дечко па сега ќе се запуштам или се омажив па сега нема да внимавам на себе. Верувам дека секој треба да се внимава за себе. Меѓутоа причина за неверство не оправдувам, дека тоа може да е партнерот. Интересен пост имаше ставено, ми се чини пред 2 дена или скоро, дека секој има право што сака да мисли, дека не можеш да се објаснуваш бидејќи имаш премногу работа. Имаш ли нешто посебно што ти предизвика да го напишеш овој пост? Да, обично гледам фотографиите на социјалните мрежи да ми бидат проследени со такви мои некои текстови, описи под нив кои што ете ќе ми дојдат, ќе ми ги донесе денот секојдневието или вистински случаи кои што ми се случуваат и некако по тоа и ме препознаваат. За ова немаше конкретна причина, меѓутоа за луѓето кои што знаат да кажат за нас, а не познаваат, имам навистина што да кажам. Верувам дека на сите ни се случило човек кој што не споделил 2 реченици со нас да има се најлошо да каже за нас, не го оправдувам тоа. Нашиот Игор Џамбазов чинам дека кажа не можеш да го мразиш некој кој што не го знаеш и апсолутно тоа е така и верувам дека сите имаме такви луѓе, меѓутоа ете, нека биде ова апел да го вадиме најдоброто од човекот. Кога веќе ме познаваш, кажи го доброто, тоа можеби боли малку повеќе, ама зошто да биде па лошото кажано? Кога ќе се исклучат камерите, која е Викторија? Која е вистинската Викторија? Кога ќе се исклучат камерите, Викторија е една многу емотивна девојка која што не изгледа така, која што може да се расплаче на туѓа судбина, може да расплаче буквално стар изнемоштен дедо на улица. Викторија е една обична девојка која што материјалното не ја прави среќна, ја прават среќна родителите, семејството, сестра ми, сите мои блиски, здрави, живи луѓе и Викторија за оние кои што ја познаваат верувам дека е таква. Имаш ли некоја тајна навика што другите луѓе не ти ја знаат? Не би рекла дека е навика, меѓутоа ете една моја особина, многу сакам сите нешта да ми се под контрола, да ги контролирам ете сите работи што се случуваат, што се менуваат, еве конкретно последно за сестра ми кажа дека се гледа со некое момче и јас кажав чекај јас морам овој човек да го истражам, или тоа малку ни е и во генот новинарски. Морам да видам кој е овој човек и после си реков Викторија, па ти не мораш се да знаеш, не мораш се да исконтролираш, нека бидат работите такви какви што се. Па ете, можеби и таа особина на контрола на се што се случува околу мене знае малку да биде притисок, меѓутоа ете, тоа ќе го издвојам. Водиш емисија во живо, па што е нешто најлудо што ти се случило во живо додека водиш емисија, можеби никој не го забележал? Најлудо, интересно е тоа дека работам во 2 телевизии, една национална и една локална, па најлудото беше, еве сега за прв пат ова го споделувам, најлудото беше што во една од телевизиите, во емисијата во живо, го кажав името на другата телевизија во најавата, меѓутоа верувам дека никој не го примети тоа, емисијата протече во живо, а потоа веднаш за на YouTube снимката го сменивме, тоа го исековме и тоа беше најлудото. Кажавме дека ние јавните личности, новинарите, нели комуницираме со доста луѓе од машкиот и од женскиот пол, па дали можеби некој од соговорниците ти се има додворувано? Многу, да. Многу, меѓутоа секогаш гледам да останам доследна на работата на службеното, на она формалното. Од друга страна, некогаш се иритирам од тоа колку некои се охрабруваат од гостите да се додворуваат. Еве, сигурно имате искуство и вие. Па си велам, добро Викторија, стрпи се, овие луѓе ќе ти требаат и друг ден за интервју. И така, гледам некако да балансирам. А кој е најчудниот коментар што си го добила? Најчудниот коментар... Па еве, не знам, нека не биде коментар, можеби нека биде мислење за себе, нема да кажам чудно, меѓутоа често дека сум
за оние кои што не ме познаваат, дека сум некоја која што живее во некој филм, арогантна, која што не можеш да ја пристапиш или не знам како, јас воопшто не сум тоа, сите оние кои што ме запознале го кажале спротивното. Верувам дека за оние кои што ме знаат сум навистина обичен човек, а кога сме кај чудни коментари, некако ми е чудно што во живо кога ќе ми приде некој или гостин во емисија или некој кој што ете за прв пат ме запознава, ми кажува: па ти во живо си посимпатична, посладка од сликите, и сега тука си велам добро каква сум на сликите. Ако не беше тебе водител, што ќе беше? Сигурно ќе бев нешто повторно јавно пред камера, нешто пред луѓе. Многу ме исполнува работата. Немаше да бидам пејачка, навистина не знам да пеам. Меѓутоа секако ќе работев нешто вакво со луѓе со. Дали Викторија што ја гледаме на телевизија и она облека или кодекс на облекување што го имаме по телевизија и во секојдневието ти е различна? Како најкомотно се чувствуваш? Кој стил на облекување те одбележува тебе? Да, гледам на сите мои представувања пред камера, на моите емисии да бидам облечена согласно некој протокол, не пишан за новинарите и водителите. Поддржувачи верувам во тоа дека за секоја пригода ќе си се облечеш онака како што налага пригодата, па така, не знам, можеш да си се облечеш со деколте, со бикини, секако на плажа и да си се постираш како таков, меѓутоа за на емисија не може така и се си има своја намена. Значи во последниве години можеме да забележиме дека како печорки никнуваат водителки, водители и така натаму. Што според тебе треба да поседува една личност за да биде водител? Посебно на телевизија и верувам дека си имаш некој што ти е вака репер од нашите, можеби и од надвор, што го следиш и се трудиш да ги собереш сите позитивни работи од него за да ги примениш во она што го работиш. Неодамна ми излезе едно видео, верувам дека и вие сте го проследиле на социјалните мрежи, го интервјуира новинарката Снежана Липковска, ако не се лажам, нашиот Петре М. Андреевски. И си реков, каде отидоа ваквите новинарки, каде отидоа ваквите интервјуа, ваквата дикција, ваквото однесување пред камера. И некако се преиспитав самата себе, дали одам јас во тој правец, каде одиме ние како општество во тој правец. Тоа не беше само интервју на Петре М. Андреевски, тоа беше однесување на двајца луѓе кои што знаат како треба. Тоа беше мелем за душата, навистина. Верувам дека има и кај нас. Имаме и ние добри водители, добри новинари кои што за жал се некако се поретки. За оној другиот дел од прашањето дека како печурки никнуваат, чинам дека тоа се прави веќе во секоја професија, некако како она најлесното да го одбираме само, а да не гледаме дали не бива за нештото, дали сакаме да се надоградуваме за нештото. Пред се убавиот, чистиот македонски литературен јазик што повеќе да го користиме и употребуваме и да вежбаме како излегуваме пред камера, не знам што би кажала. Што најлесно те вади од такт во секојдневието? Најлесно од такт сестра ми. Сестра ми ме вади так. Ми пречи нефункционалноста на системот, ми пречи ѓубрето кое што го фрламе од кола, а при тоа мрчиме за се нешто кое што се случува и некој друг ни е крив, политичарите ни се криви, а никој од нас не се осмелил да промени нешто, туку пишуваме од дома, од тестатура или од телефон. Ми пречи тоа што нема Елан, денес прочитав дека најголемите лузери, не знам кој го имаше кажано, да не изгрешам сега, се оние кои што во време на криза молчат, во време на државна криза, во време на било каква криза во државата молчат и ние навистина сме лузери, губитници, зашто го правиме тоа, молчиме на се она кое што ни се случува и тоа знае да ми извади од такт и верувам дека младиот човек, па и сите овде во Македонија треба да малце да го окренеме гласот против се ова што ни се случува. Знам дека си голем љубител на книгите. Која вака книга би ја издвоила и би препорачала некој од оние наши гледачи што ќе ја гледаат емисијата да ја прочитат? Која книга би ја препорачала од оние ти што ги имаш прочитан?
Некако ги препрочитувам македонските автори и верувам дека треба да им дадеме повеќе простор и место. Еве го споменав Петре М. Андреевски со Дениция неповторливата, не може да не ја имаш во својата библиотека. Нема да издвојам посебна книга, читам се, трилери некако најмногу ми задржуваат внимание. Гледам дека се охрабруваат и нашиве млади автори да пишуваат такви, најверојатно убаво минат на книжевниот пазар, меѓутоа книга како книга и давам шанса на секоја и ете, нека биде ова апел да се даде шанса на младиот македонски автор, макар што и таму никнуваат како печурки, меѓутоа јас верувам во тоа дека квалитетот испливува над квантитетот. И сега нешто што навистина е тренд последниве години, естетските корекции, посебно кај жените, дури гледам дека и мажите веќе почна да си го менуваат личниот опис. Какво е твоето мислење за тоа и дали и Викторија нешто во иднина би направил? Моето мислење е секој да си прави оно кое што му е убаво, меѓутоа не можам да не кажам дека не сакам да гледам исти жени направени, изменети лични описи по улица. Јас сум повеќе за природното, да се задржи на природното. Секако ако тебе самодовербата ти налага да промениш нешто на себе, промени си, супер, меѓутоа некако како да се изгубија границите, како секоја втора да личи на секоја друга. И тоа некако ми смета, сакам да гледам убави природни средени жени, некако македонската жена, така е замислува македонската жена, ми е инспирација секогаш. Меѓутоа ова што го донесе помодарството и ете светските трендови можеби во насока на таа медицина, естетската, малку како и да ми смета. Во иднина можеби би сменила нешто, не велам дека не, меѓутоа ете, за сега многу си имам прифатено ваква каква што сум. И како за крај би сакала, бидејќи знам дека досега ова што си го направила, си задоволна, можам да кажам дека е повеќе од задоволна, меѓутоа каде ја гледаш Викторија за 5 години? Ајде да поиграме на свадба, не знам. Може би како остварена мајка, тоа ми е некако, не знам, во приоритетите, успешна во својата професија, секако. И ете, што ќе донесе времето тоа. Ти благодарам, Викторија. Ви благодарам и вам, Гламур, и ви посакувам успех во ваквиот формат на интервјуа.